Згради, дуќани, ресторани, дискотеки, училишта, градинки, царина, претреси, илјадници, камиони, возила, од игла до локомотива, нема каде не влегоe, не исчешала документи, инспекторите од сите сфери на ниво на цела држава, од пазарна инспекција, инспектори од градежништвото, финансиската полиција, па се до дирекцијата за заштита и спасување, сите заедно со нивните упади по објекти и институции му направија рестарт на корумптивниот систем на Македонија. Според поранешниот антикорупционер Воислав Зафировски, на државниот систем одамна му требаше ремонт. Тој забележува дека од клучно значење е тоа што антикорупцијска почна проверка на законите за угостителска дејност, заштита и спасување, инспекцијски надзор и за локална самоуправа, па така ќе се превенира од можности за корупција. Обид за рестарт на генерално поставениот коруптивен систем кој 30 години е граден и надградуван. Државната комисија за спречување на корупцијата уште во 2011 година бараше законските решенија кои одат во собрание да бидат претходно погледнати. Инспекторите на терен ќе се соочат со гнилотијата во сите институции. Конечно нешто да почне да се прави, забележува Зафировски. Суштината е да се констатира сето тоа и да се види степенот на корумпираност и на институциите и на фирмите. Ова ќе треба да овозможи целосен рестарт на системот во Република Македонија, кој одамна е за ремонт. И мислам дека тоа е првата фаза од вистинските промени и реформи во Република Македонија. И царина ги засука ракавите. За 7 дена направени се над 8.000 контроли на лиценци за вршење јавен превоз, сертификати на возачи, како и дозволи за превоз кои треба да ги поседуваат камионите и автобусите. 69 камиони се вратени назад поради утврдени неправилности. Царина поднала и 3 кривични пријави до обвинителството во Гевгелија заради фалсификување лиценци. Изминативе денови владата направи преку 100 вонредни инспекцијски надзори и при времена забрана за работа добија повеќе од 10 кафулиња и клубови. Инспекторите утврдија дека 15 фирми од вкупно 23 кои што имаат активна лиценца не исполнуваат минимално технички услови и градежни инспектори оставија неколку стотина фирми без лиценци. Исто така и заедницата на единиците за локална самоуправа направи инспекцијски контроли на сите објекти од јавен карактер низ државата. Детално се проверуваат училиштата, градинките, спортските сали, домовите на култура и сите места каде што секојдневно се собираат групи на луѓе. Се проверуваат и младинските центри, спортските игралишта и салите, дали ги исполнуваат највисоките безбедносни стандарди.